Предлог ребалансот на буџетот кој го усвои владата ги погаѓа целите за развој на македонската економија, сметаат експертите. Прераспределбата на средствата во делот на засилена изградба на коридорите 8 и 10, како и средствата за изградба на локалната инфраструктура ќе раздвижат дополнително македонската економија. Бизнес заедницата потенцира дека ваквиот буџет ќе придонесе за реален раст на економијата и може да се очекува исполнување на предвидениот раст. Кога станува збор за капитални инвестиции во рамки на инфраструктурата и во рамки на поврзување, тоа до некаде го зголемува и квалитетот на живеењето на граѓаните, меѓутоа и олесната комуникација и доколку ги користиме како компании зголемена конкурентност. И за нас тие вложувања и тие трошење на пари се додека ја потикнуваат и домашната економија и придружна економија, мислиме дека е добра одлука. Бошков додава дека инвестирањето од страна на владата во градежниот сектор ќе придонесе и за раст на животниот стандард. Тој вели дека градежните компании ќе привлечат поголем број работници од повеќе сектори и ќе се зголеми и личната потрошувачка, со што директно ќе се влијае на зголемен обем на внатрешната трговија. Бошков е десиден и дека компаниите мора да го следат инвестирањето на државата и тие да внесат свеж капитал за растот да се преслика и во подобар животен стандард. Очигледно е, нели, јавната инвестиција, јавните трошења. Секој пат ја покренуваат економијата. Не случајно гледаме раскопани градови низ Европа во кои ја подобруваат инфраструктурата. И тоа се политики и тактики кои ја задржуваат економијата на локалното место. Тоа треба да го правиме и ние, за да можеме навистина да ја вртиме економијата во нашите рамки, во нашите граници. Според дел од бизнес заедницата, ваквиот буџет кој има развојна компонента би требало да се поддржи од страна на собранието. Средствата кои владата ќе ги вбризга во економијата мора да дојдат што е можно поскоро, за да може бенефитот да биде почувствуван од бизнес секторот и граѓаните. Со вакви инвестиции и промена на концептот на буџет, кој место да се користи за вработување во државниот сектор се префрла во бизнес секторот, бизнесмените се убедени дека ќе донесе додадена вредност за иден раст на економијата во следните неколку години.